душа, али како да кажам, малку ми се сруши цела таа слика и цела таа идеја и уште детенце кад беше ја мало свати дека не сум за тој работу. Беше дошла една комшика каде нас на кафе. Една перса. Персата имаше можда едно 120 кила жива мера. И имаше едно тртко на нос с уште 30 влакна од нема и бесва седнале да пие в кафе с мајко ми на трпезарискиот стол. А јас се заиграм такој дете, автичиња ги трзам натамам и еднокад ми улете доле под нема. И ја иду по ноге так да го земам и гледам да дигну глава, оно слабо осветление беше, знаеш. Не гледам и само кога подигнах глава овако јао, еден мрак кад ме лупна пред очи. Кад виде едну животињу, едну крзнену такој со суста само како да сака да ми изеде, а без очи. Ја ти падну доле од тој стра и се унесвесто. Мајка ми кад почна да вика: "Туго дете си, дајте воду, плискајте го." Не можев да ме освестив. Избегам ти ја надвор позади појски клозет седо. Чекам да си иде перса, ми сплаши ме. Овие врати се, отиде си, ја викам: "Не, никако не можев." И отак ми тој остана тај стра некој. Мада после кад помина неко време тамо, свати дека има и други верзии, дека не се се чудовишта, разбираш ли ме, душа? И ама тој ми некако стрес ми беше, па ќе треба по 5-6 пат да се умесвестува тек на дан. Па тој многу ме души, кој ќе ме повраќа да.